Пожарот во Кочани ја зеде 61-та жртва. Почина уште еден пациент кој беше на лекување во Литванија. Пред малку повеќе детали за ова соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ во живо имаме со повеќе детали. Па Мими, да чуеме што соопшти Таравари, за кого се работи и како настапила смрт. Борче, денеска почина Александар Гавриловски, кој беше еден од потешките пациенти, можеме да кажеме и најтешките, кои беа итно префрлени на 16 март во Литванија. Инаку Александар бил со тешки повреди на главата и тој од очната клиника беше препратен на итно лекување во Литванија. Она што кажа министерот е дека тој од првиот ден бил тежок, но деновиве му се влошила состојбата и бил ставен на хемодиализа. Таравари потврди дека и другите двајца пациенти се во критична состојба, но верува дека ќе биде подобра здравствената состојба. Да ја слушнеме тука изјавата од министерот. Денеска во 11 часот почина и вториот пациент кој што престојуваше во Литванија. Се зборува за Александар Гавриловски, роден на 7 март 1996 година, значи 29 годишен, кој што беше во критична состојба од почетокот. Беше упатен од Општа градска болница во Литванија на 17 март. Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодиализа и за жал денеска во 11 часот почина. Покојниот Александар имаше повреди 35% изгореници од трет степен, со изгореници исто така во дишните патишта, еден од потешките пациенти кои што не беа. Така, инаку во моментот во болниците надвор од Македонија се лекуваат 66 повредени, а 10 се лекуваат во македонските болници. За жал, нели почина и Александар Карадаковски, кој беше и управител на дискотеката Пулс, и како што е соопштено, утре ќе биде и неговиот погреб. Инаку во оваа истрага има 34 осомничени, 11 обвинители водат истрагата, 31 се во притвор. Тоа е за сега се. Борче, со повеќе информации во вестите во 18 часот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ за најновата жртва од трагедијата во Кочани. Ти благодарам.